Вакцината против COVID-19 започнува со масовна примена веднаш по одобрението од Европската агенција за лекови на 21 декември. Со тоа трите, односно 4 видови на вакцини од различни производители, кои први завршија со третата фаза на испитувања од околу 50 на фармацевтски компании кои беа во трка, ја започнуваат борбата против пандемијата со коронавирусот и создавање на колективен имунитет. Кај нас вакцината се очекува да стигне во февруари или март, што за лекарите и експертите е добра предност за да се видат ефектите. Професор доктор Александар Петличковски, имунолог, вели дека подобро решение од вакцината не може да има. Треба да бидеме внимателни оптимисти по ова прашање. Тој збор најчесто го употребуваат сите авторитетни институции. Навистина времето за спремање на вакцините беше кратко. Некои од нив, конкретно на Pfizer и на Moderna, се направени на принцип кој што досега не е користен во вакцинирањето. Ова ќе биде прва негова употреба. Но технологијата и стратегијата не е нова, не е измислена сега, туку се користела наназад во некои обиди за генска терапија и во научни истражувања. Доктор Нико Беќаровски вели дека вакцината возможила комотно да живееме во изминатите 100 години и навикнати на стандардните ги изненадило брзото создавање на оваа вакцина. Некако се најдовме неспремни со оваа нова епидемија која што не зафати и малку чудно дојде што за релативно краток период се појавија вакцини. Меѓутоа, голем дел од студиеве што се појавуваат последниве денови говорат дека сепак ова не се и така нови модели, дека на нив се работело изминативе 10 до 15 години во смисол на превенција на претходните локални епидемии што го затекнаа човештвото. Лично сум среќен што не сме во првите држави каде што ќе се врши вакцинација, што ќе имаме еден краток, меѓутоа сепак пристоен период од 3 месеци во кој што доколку постојат евентуално некои рани несакани дејства ќе ги пројави оваа вакцина, па ќе може да се интервенира. За масовна употреба се пуштаат вакцините на Pfizer и Moderna кои се засноваат на нова технологија, оксфордската вакцина на компанијата AstraZeneca, кинеската и руската на Спутник кои се така наречени векторски вакцини. Една од најголемите пандемии во историја на човештвото се очекува да биде ставена под контрола со вакцината, со која што се очекува колективен имунитет. Засега не постои лек, ниту било какво друго решение за сузбивање на вирусот. Од непознаница до финален производ, вакцината создава дилеми кај голем дел од популацијата, пред се заради краткото време на нејзиното создавање и безбедноста. Експертите смируваат. Иако времето е многу кратно, пократко од она што стандардно треба да помине за една вакцина од измислување до безбедност и ефикасност да стигне, сепак ниедна од стапките не е прескокната. Тука е еден напор глобален направен да се здружат авторитетни институции, да се здружат влади, да се здружат истражувачки институции за со безбедноста во прв план да стигнат до брзо решение за вакцини. Така што овие вакцини кои почнуваат да се применуваат апсолутно не се неиспитани. Тие се испитани на 30 на 40.000 граѓани и волонтери и без никакви значајни несакани ефекти го поминале тој процес на тестирање. Оздруженијето на граѓани од нас за нас, познати во јавноста како антиваксери, се противат на ставовите на стручњаците. Ова вакцина е со неиспитана технологија досега, така наречена mRNA технологија, која што фактички навлегува во суштината, ја менува нашата ДНК и РНК. Оваа технологија не е нова. Обидите за признавање на оваа технологија траат веќе 30 години и досега никогаш не беше лиценцирана, а сега наеднаш за производство на оваа токму вакцина се одобри технологијата за производство која што ја користат Pfizer и Moderna. AstraZeneca не ја користи таа технологија, си ги користи технологиите како и досега за останатите вакцини.
За информации околу безбедноста, граѓаните се препуштени на медиумите и главно на социјалните мрежи. Тука се и многу студии од шаренило на авторитети кои се споделуваат, теории на заговор, лажни вести. Мислењата на граѓаните кои ги анкетиравме се поделени. Дали би се вакцинирале против коронавирусот? Не. Зошто? Прв чека нека се вакцинира тие што треба. Вакцината, нели, тоа е спасот. Друго не постои. Предпоставувам дека како и другите лекови и ова ќе има некакви нуспојави. Ја не, бошта. Да. Затоа што верувам во здравството. Значи никако. Па не знаеме колку се сигурни тие вакцини. Кој гарантира? Па ќе се вакцинирам, мора. За заштита. Нема потреба да се вакцинирам. Не верувам у тоа. Ќе се вакцинираме и веруваме на владата. Јас не. Затоа што имам природен имунитет, здрава сум. Да, обавезно. Зошто? За да се створам имунитет. Анкетата на Советодавната група за јавна политика Балкан во Европа, БИПАК, спроведена во октомври годинава, покажува дека над 40% од граѓаните одговориле дека со сигурност нема да се вакцинираат, над 10% рекле дека веројатно нема да се вакцинираат. Тоа веројатно ќе им остави доволно вакцини на малцинството граѓани кои со сигурност ќе се вакцинираат, околу 15%, и оние кои веројатно ќе се вакцинираат, а се околу 20%. Останатите 10% од анкетираните се уште не одлучиле што ќе прават, велат во БИБАК. Гордана Гоџо вели: докажете дека вакцината е безбедна. Доколку се дојде до моментот на забрана на одредени активности, поради тоа што ја немате примено вакцината, фактички ќе дојде до проверка на тоа дали вие имате таа вакцина или во некаков документ, вакцин паспорт, например, за патување, како што е тоа веќе документ официјален на Европска унија, или пак преку некако вака што ќе ве проверува доколку навистина ева ова во Pfizer. Значи, таа состојка постои, меѓутоа намената незина, доколку е таа за да се проверува, тогаш ќе ве проверуваат дали имате вакцината. Зошто ќе проверуваат? Ако ја немате, не смеете да влезете во банка. Ако ја немате, не смеете, не знам што. Како што сега без маска не смеете никаде, утре ќе биде без вакцина. Од разговорите со лекарите, доктор Бечаровски смета дека граѓаните и медицинскиот персонал сепак треба да имаат право на избор која вакцина сакаат да ја примаат, но не го оправдува одбивањето. Вели вакцината е неопходна за создавање на колективен имунитет. Секако дека ќе остане еден окорел дел кој што и по секоја цена нема да се вакцинираат, да се надеваме дека тој ќе биде доволно мал за да се создаде некој колективен имунитет. Инаку, ако стигнеме во ситуација каде што пола од населението не сака да се вакцинира, навистина ништо не сме направиле и понатаму вака ќе се мачиме со маски да дишаме. Министерството за здравство започнува кампања за вакцинација против ковид, а министерот Филипче, кој повеќе пати повикува на вакцинација, најави дека ќе бидат превземени мерки за оние кои шират лажни вести за вакцините. Сепак Комитетот за имунизација ниту еднаш не излезе јавно да им се обрати и со детали на граѓаните да им објасни за значењето и безбедноста на вакцините со кои се планира да се вакцинираат 60 до 70% од граѓани, со што се очекува и пандемијата да запре. Светот се подготвува за периодот кој што следува, кој воедно ќе биде и голем тест за човештвото, за надежта, очекувањата, но и дилемите. Антиваксерите во време на корона криза и вакцинирањето се повикуваат на право на човековите права, на собственото право, индивидуалното, нивното лично здравје. И сега прашањето е што е поважно? Нивното индивидуално право или колективните права? Нивното здравје или јавното здравје на сите луѓе? Значи, Европската конвенција за човекови права заедно со протоколите штити одредени фундаментални права. Во таквите права спаѓа и правото на живот, кое што е врзано со
правото на лекување и, да кажам, право кое што би опфатило дел што државата треба да прави за да го заштити здравието на луѓето. Сега, државата, барем до сега ова што се кажува, вакцината нема да биде задолжителна. Ќе биде вакцината тој што сака да ја прими. Према тоа, тука нема обврска која што би наметнала некаква интервенција во некое право на тој кој што не сака да се вакцинира. Да ве прекинам. Ќе бидат наметнати, воспоставени, воведени здравствени пасоши. И тоа практично, ако сакате да патувате некаде, може би ако сакате да се вработите. Апсолутно. Значи државата, имајќи ја во предвид својата обврска да го штити здравјето на сите, она превзема одредени активности. Тие активности, меѓу другото, е и вакцинација. Да не зборуваме за другите. Таа вакцинација, државата рекла, ако сакате, земете ја, ако не, оставаме на вас. Меѓутоа, другите активности кои што следат врзани за тие што земале вакцина, ова вие што велите здравствени пасоши, вие не можете на одредена држава да и наметнете обврска да ги прима и оние кои што не се вакцинирани. Кои имаат права индивидуално. Значи, вие можете тие индивидуални права во дадената ситуација која државата обезбедила вакцина, према нив да биде. Генерално гледано, во оваа пандемија, по мене државата и сите држави во суштина треба да воведат некакви едукативни акции во насока да обучуваат што се добива со вакцината, што е ризикот од вакцината и што може да се очекува генерално. Многу работи се слушаат, значи не е само за оваа вакцина. И за другите вакцини исто така имало проблеми, меѓутоа тие вакцини не дотакнувале можности за епидемии или пандемија како што е ова. Со морбилите беше така, меѓутоа тоа на некој начин многу брзо стивна, да кажам, таја болест и тоа прашање се стави на страна. За разлика од нив, со ковидот е сосема друга ситуацијата. И затоа велам, државата точно прави акции за да го заштити колективното право на здравје на сите граѓани. Меѓутоа, имајќи во предвид дека има одредени лица кои што шират некакви вести, јас не можам да кажам дали се лажни или не се лажни вестите. Не сум медицинар. Меѓутоа, затоа треба државата преку соодветни медицински лица да го едуцира ова население. Едукацијата на населението треба да зависи во зависност од тоа што се јавува како проблем оние кои што се против вакцини. Но може да се изведе заклучок дека индивидуалните права сепак не може да бидат поголеми од колективните во вакви случаи на катастрофа, на пандемија. Балансот меѓу интервенцијата на државата, а интервенцијата е на државата со давање на можност да се вакцинира и на тој начин да се заштити. И барањето на односно правата на другите да одлучат сами дали сакаат да се вакцинираат или не, е нешто што треба да се мери. Можно ли е да се мерат? Можно е да се мерат, меѓутоа треба да се имаат во предвид аргументите на едните и аргументите на другите. Заради тоа што... Но јавното добро не е ли над индивидуалното? Вака гледано, да. Зошто ги загрозува другите луѓе? Државата е во обврска да објасни. Да. Значи, државата е во обврска да
имам, гледате, толку многу различити мислења има за сите овие вакцини, да и граѓаните не знаат во која насока и што да прифатат. Значи, треба да има многу добри објаснувања. Зашто, што и што државата прави со овие вакцини. Не е доволно по мене да се каже ја ќе бидам прв тој што ќе ја приме вакцината. Не е работата дали некој ќе ја приме вакцината или не, него да се каже во ваква ситуација дека оваа вакцина, слушаме, 99% е сигурна, 99,4% е сигурна. Значи, мерењето на сигурност од една страна, која што е 94%, меѓутоа со сигурност да се утврди дека е толку, и мерењето на правото да не примиш вакцина, а со тоа да направиш поголема, да кажам, неправда, е нешто што треба да се мери. Меѓутоа, исто така, мора да има и некакви мерки за оние лица кои што не сакаат да примат вакцина. Какви мерки? Па, какви мерки? Не казнени, не мислам на казнени мерки. Него еве, ние сега што правиме? Ние сега носиме маски. За да не ја пренесуваме. Утре задутре, како држава, е утврдено дека 30% од луѓето примиле вакцина. Остануваат 70% од луѓето кои што не примиле вакцина. Дел од тие луѓе, сега слушаме дека не би требале да примат вакцини ако се алергични. Тие луѓе мора државата да обезбеди друг начин на заштита. Или одредени болести ако има. Одиме сега втората, кај други болести. И одиме на крај кај тие кои што не сакаат да примат од некоја нивна причина. Значи, мора ова прашање, е комплексно прашање и ова прашање мора комплексно да се решава. Добро, да ве прашам, свеста за индивидуалните права особено се зголеми, се разбира, со отсутот на демократијата, но од друга страна се прекршува и злоупотребува свеста за човековите права преку социјалните мрежи, каде што се шират говор на омраза, лажни вести, манипулации и лаги. Тука е државата во обврска тие работи да ги санкционира. Односно, тие лажни вести, тоа hate speech, се она... И околу вакцините, зависи што и како е. Зашто едно е мислење, ја не сум сигурен што таа вакцина ќе донесе, а друго е мислење да изнесе, јас сум 100% сигурна дека таа вакцина ќе те убие. И тука мора да има мерење. Меѓутоа, тоа е обврска на државата во таа насока да ги санкционира тие вести. Добро, јас ви благодарам за това. Во секое време. Со огромната пречка за наоѓање вакцина, што сега веројатно е надмината, следниот предизвик се заканува на повидок. Тоа е да се убедат доволно луѓе да бидат вакцинирани. Експертите велат дека треба да се вакцинираат до 70% од населението, за да се искорени COVID-19. Колкава доверба имаат европјаните во која било вакцина и дали ќе бидат подготвени да ја земат кога ќе биде достапна. Повеќе истражувања покажуваат дека европјаните се едни од најскептичните за вакцините. Неодамнешното истражување, спроведено на повеќе од 13.400 луѓе во 19 земји, покажа дека луѓето во Полска, например, пријавиле најнегативни одговори за тоа дали луѓето би добиле вакцина. Франција е исто така меѓу најскептичните, со само 59%, изјавувајќи дека ако постои вакцина COVID-19 за која се докажува дека е безбедна и ефикасна, тие би ја земале. Шведска, Германија и Шпанија исто така покажаа поголем скептицизам отколку другите развиени земји, како што се Соединетите Американски држави и Јужна Кореја. Никола Данев од Њујорк ги анализира причините за скептицизмот во светот. Има различни теории
Се смета дека тоа се теории всушност на заговор, конспирации околу вакцината за COVID-19, но вас ве поканувам да објасните научно што значи новата вакцина. Има неколку вида вакцина во светот. Се стравува дека практично прави генетски промени, аномалии во структурата на луѓето. Така, значи има неколку различни вакцини кои што се во развој. Јас конкретно имам слушнато дека луѓето зборуваат за вакцината на Pfizer и Moderna. Тоа се две вакцини кои што користат РНК, тоа е рибонуклеична киселина. И за нив се зборува, односно нели има овие теории на заговор, дека може таа РНК да ја промени човечката ДНК и да навлезе во нашите клетки. Значи, останатите вакцини воопшто нема такви разговори за нив, затоа што се направени на многу сличен начин како досегашните. Можам да ви кажам дефинитивно дека е невозможно РНК-то од вакцината на Pfizer или Moderna да влезе во човечкиот геном. И накратко да ви објаснам зошто. Значи, постои во молекуларната биологија така наречена централна догма. Значи, тоа е основната догма врз која што е започнато целото поле на молекуларна биологија. И што ни кажува тоа? Ни кажува дека ДНК-то е еден вид на рецепт. Да речеме, може да го наречеме и книга со рецепти, која што секоја клетка ја содржи. Сега, не секоја клетка и треба да го направи секој протеин кој што постои во човечкото тело, затоа што нели се различни клетки. Да речеме, имате книга со рецепти, во неја имате различни типови на храна, македонска, мексиканска, француска. И сега секоја клетка си има свој запис од работите кои што сака да ги направи. Тоа е на еден начин, да речеме, ако имате тетрадка каде што си ги препишувате најбитните рецепти кои што најчесто ги правите. Тоа е РНК. Значи ДНК-то е книгата која што ги содржи сите рецепти, а РНК-то кој има конкретниот рецепт кој што сакате денеска да го направите. А протеинот може да го замислиме во форма на ручекот кој што ќе произлезе од тие рецепти. Значи, ако добиеме ние РНК, значи оној дел кој што не е целата книга, туку само еден конкретен рецепт, во овој случај рецептот за да се направи е протеинот. Тоа е протеинот кој што коронавирусот го користи за да влезе во клетките. Нашето тело ќе го земе тој рецепт и само тој протеин ќе го произведе. И кога ќе го произведе, всушност автоматски сваќа и нашето тело, односно клетките, дека тој протеин не припаѓа кај нас. И што се случува? Го произведува тој протеин и произведува антигени против него. И го уништува веднаш штом ќе го произведе. Но тој го учи телото дека ако некогаш пак го видам ова, тогаш треба истиве антигени да ги искористам. И што добиваме во оваа ситуација? Добиваме имунитет затоа што нашето тело знае како да го препознае клучниот протеин на коронавирусот и со тоа да го уништи наредниот пат кога ќе влезе во нашето тело. Значи така функционираат РНК вакцините. Предходните вакцини во историјата биле многу долго произведувани, односно развивани. И сега стравувањата се дека и оваа вакцина, со оваа вакцина тоа не е случај, дека ова е прекратко направена и практично и се експериментира. Благодарејќи на предходните научни созданија што ги имаме од основната наука, можеше многу полесно да се направи оваа вакцина. Главниот хирург на американските вооружени сили многу јасно направи една интересна метафора за оваа вакцина. Значи, замислете како конзола за игри да имате, значи да речеме PlayStation. Вие кога ќе завршите со една игра, не го фрлате во ѓубре и купувате сосема нов PlayStation со нова игра, туку едноставно го менувате CD-то и ставате нова игра. Тоа е истиот концепт со вакцина. Имаме толку многу научни истражувања да едноставно требаше само еден дел од вакцината да се смени и нов дел да се стави, и со тоа се забрзува целиот процес, затоа што ние овие научни созданија веќе долго време ги имаме. Втората причина заради која што е волку брзо развиена вакцината е затоа што најчесто во другите клинички тестови кои што се прават во вакцините, има фази кои што се прават чекор по чекор. И тоа обично трае многу време. Во овој случај, трите фази клинички се направија во исто време. И тоа не беше проблем. Значи, истите резултати ги имаме, на исто долг рок се тестирани, но наместо да биде во фази, се направени во три различни групи на луѓе.
И тоа е сосема окей, бидејќи ги имаме истите научни податоци и истите безбедносни информации за вакцината. Добро, јас ви благодарам, Никола Данев. Фала ви многу.